крајно време е во општеството веќе да не замижуваме пред појавите кои што постојат, туку да ги ставиме во законска рамка. И сакам да кажам дека мораме да сме проактивни во делот не само на она што лично не засега нас, меѓутоа треба да бидеме проактивни кон сите проблеми и кон сите недостатоци во општеството што се случуваат и да ги ставиме во една законска рамка за да имаме општество кое што ќе има еднаков третман кон сите луѓе во општеството. Коментарот на пратеникот Богоевски дека се работи за набавка на масло на канабис, како ја коментирате во насока на вашата иницијатива или оди контра вас, односно дали ви прави лоша услуга на некој начин? Не можам да коментирам дел кој што всушност го немам ни видено досега, но сакам да кажам дека секоја изјава или секое кажување не може да го убрза или да не оддалечи од нашата намера да го изготвиме што поскоро тој закон и да го ставиме во собраниска процедура. Дали носители на јавни функции било прифатливо да користат наркотични средства? Ме прашувате прашање кое што се темели на некоја снимка која што е нелегално пријавена, ја не би можела да коментирам ништо кое што не е официјално документирано или што произлегува од некои официјални органи. Меѓутоа, од вашата партија ги објавува бомбите, тогаш ги прифаќа. Значи, не можете да ги споредувате различните, тоа се многу различни работи и не може да се споредува нешто што е направено толку деструктивно да се уништат личности и да се... Ви благодарам. И нешто друго што има политичка позадина и различни други импликации општествени. Според вас, пратеникот Богоевски не подлежи на морална одговорност? Значи, не можам да одговорам ништо, јас само сакав да кажам во врска со законот за марихуаната денеска и не сум јас никаков орган кој што треба да суди или да дава мислење за било што во врска со случај кој што произлегува од некоја снимка што излегла на интернет. Зошто вас денеска се решивте да ја дадете оваа изјава? Како нарашката на кокаин иницира потребата за легализација на марихуана? Значи, како ја наметнавте оваа тема, зошто баш денеска? Легализацијата на марихуаната ние работиме многу долго време. Јас се појавувам на дебати, на трибини, имам еден куп јавни настапи. Последен сега ми се чини дека беше бекстејдж, бев на трибина овде во кинокултура. Постојано зборуваме активно на таа тема.